Благодарам, почитуван прв заменик премиер и министр за внатрешни работи на Чешката република, почитуван генерален директор на Меѓународната организација за миграции, почитуван комесар за добрососедство и проширување, почитуван координатор на Обединените нации во Северна Македонија, почитувани колеги министри, шефови на делегации, заменици министри, дами и господа, ваши екселенции, представници на медиумите. Дозволете ми да ве поздравам во мое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, воедно да ви посакам добре дојде во Република Северна Македонија и на оваа конференција заеднички организирана со Меѓународната мисија за миграции, а во рамки на чешкото председавање со Советот на Европската унија. Ми представува чест да ви се обратам како домаќин на овој настан, но и да ви се заблагодарам за вашето присуство, учество и посветеност на меѓународната соработка во областа на менаџирањето на миграцијските текови во регионот и надвор од него. Многу пати досега е истакнато дека менаџирањето на миграцијата е комплексен безбедносен предизвик со кој се соочуваме и како држава и како регион во целина, бидејќи Балканскиот полуостров е дел од природниот коридор и крстосница на мигрантските рути и подрути кои водат од Азија и Африка кон Централна и Западна Европа. Верувам ќе се сложите со мене дека нелегалните миграции се секојдневна тема на дискусија и действување на полициските служби во нашиот регион и во Европа, каде притисокот и транзитот на нелегалната миграција преку западно-балканската рута и во 2022 година останува висок, а криминалниот пазар со криумчарење на мигранти поради побарувачката за криминални услуги и понатаму е привлечен и профитабилен за многу криминални групи. И низ така наречената Балканска рута регистрираме мрежи на организирани криминални групи кои ги користат сите можности за да се стекнат со големи суми пари за работење на криминален начин. Секако, актуелните воени и политичко-безбедносни кризи на Блискиот и Средниот Исток, неповолната економска и социјална состојба во матичните земји влијаат за влез и транзит на нелегалните мигранти низ нашата земја. Од друга страна, годинава го имаме и развојот на украинската криза, која долгорочно ќе влијае на геополитичката стабилност и одржувањето на безбедноста во светски рамки. На нашата јужна граница веќе 7 години споделуваме искуство на заедничко работење со странски полициски службеници преку континуираното имплементирање на меѓународната заедничка операција со помош на ИОМ, во која учествуваат колеги од 8 европски земји, од кои 7 се членки на Европската унија, со максимален број од 160 распоредени странски полициски службеници. Потпишувањето на договорот помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија за оперативни активности спроведени од страна на Агенцијата за гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија, што со гордост го промовираме во последниот месец и на меѓународно и на национално ниво, за нас има повеќе значење. Пред се, по ратификацијата на договорот, со цел обединување на силите и зајакнатата координација се отвора можноста за распоредување на персонал на Фронтекс на нашата територија. Со тоа дополнително ќе бидат регулирани и прецизирани политиките и практиките за заштита на границите, особено на нелегалните. Истото несомнено ќе доведе до одржливи и трајни решенија во справувањето со илегалната миграција и прекуграничниот криминал, посигурни граници и поголема безбедност на нашите граѓани и на граѓаните на Унијата. Дозволете воедно накратко да ја истакнам важноста која Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија ја придава на меѓународната соработка и на стратешко и на оперативно ниво во менаџирањето на миграцијските текови. Во оваа насока би рекол и дека има повеќе проекти кои се реализираат во Министерството, токму со поддршка или во соработка со ИОМ, со агенциите на Обединетите нации и со други партнери кои имаат за цел да придонесат кон подобро владење со миграцијата, зајакнати национални системи за управување со миграции и реадмисија,
ефикасно управување со границите и справување со прекограничните безбедносни ризици. Почитувани присутни, Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи со својот проактивен и отворен пристап остануваат да бидат активен и кредибилен партнер во бројни меѓународни и регионални платформи, иницијативи и процеси. Во делот на миграцијата, главен приоритет на Министерството за внатрешни работи е одржувањето и продлабочување на меѓународната соработка со земите од регионот, со земите на транзит и со земите на потекло, како и со агенциите на Европската Унија, на Обединетите нации и други релевантни меѓународни организации. Уште еднаш би сакал да потенцирам дека мораме да продолжиме како одговорни институции да го градиме капацитетот за одржливо управување со миграциите. Мораме да вложуваме во дополнителна обука на органите за спроведување на законот, да продолжиме да инвестираме во материјално-техничките средства, особено во информацијски технологии кои може значително да помогнат во одговорот од оваа област. Клучна активност на нашиот пат натаму во одржувањето и одржливото управување со миграциите во Западен Балкан представува напредокот во реализирање на меѓународната прекогранична соработка, зацрстена меѓународна доверба, зголемена размена на информации, која е најдобар доказ за нашата подготвеност да го направиме безбедносниот амбиент уште поповолен, а со тоа и напредокот во европските интеграции да биде уште побрз. Наместо заклучок би сакал да изразам мојата благодарност до Меѓународната организација за миграција и за нивните досегашни проекти и поддршка на Министерството за внатрешни работи, како и за организирањето на оваа конференција. Искрена благодарност упатувам до Министерството за внатрешни работи на Чешката република за нивната несебична и континуирана поддршка во справување со миграцијите од самиот почеток на миграцијската криза до денес. На самиот крај, уште еднаш да ви се заблагодарам на сите вас кои што дојдовте денеска на оваа многу важна конференција и за регионот и за Европа, да ви посакам уште еднаш топло добре дојде во Скопје, во Северна Македонија и да посакам успешна и конструктивна дискусија и наша потврста заедничка соработка во иднина. Благодарам.